Враќање на старите имења на тетовскиот плоштад и на главниот булевар кои сега се преименувани во Илирија, поставување на отстранетите спомен бисти на народните херои во Тетово, поголема застапеност на македонците на локално ниво. Ова се само дел од барањата на Сдруженијето на обесправени македонци од Западна Македонија, кои ќе бидат доставени до новоизбраниот претседател на Македонија. Од Сдруженијето вела дека македонците од западниот дел на Македонија од година в година ги губат своите права и се под постојан притисок од големо албанските идеали, кои практично почнаа да се остваруваат. Влежување на таа нова територија, територија на новата Република Албанска на Балканов Илирија, се и одбележјата подигање на споменикот во Струга само на албански јазик, подигање на јарболот во селото Зеец, одејќи на кај прелазот Јажинце. Пред секоја село има табла каде што пише Илирија. За ваквото беззаконие сите влади досега, велат од Сдруженијето, не презеле никакви мерки. Последица на све ова, мислиме дека уназад сите премиери, сите влади немаа предвидено министер македонец од Западна Македонија. Македонците од западниот дел се чувствуваат како граѓани од втор ред, што доведе до нивно масовно иселување. Преку 2500 фамилии од Тетово и Тетовска се иселени од градов и селата. Ради тој притисок, ради тоа етничко чистење на македонците. Нема што македонците во западниот дел ги изгубија основните права. Немаа право на вработување. Доколку не бидат прифатени барањата упатени до новиот претседател и новата влада, од Сдруженијето кое действува во цела Западна Македонија најавуваат масовни протести.